Здраво, другари! Значи не е дека сум фраер што се снимам и што возам, туку денеска стварно ич немам време, а имам некои многу битни ствари што треба да ги кажам. И сум цело време утрчање, една од битните ствари е дека морав да ја земам оваа говно колава на татко ми, затоа што кога жена ти сака да ја земе вашата кола, ти ќе ја земеш оваа кола од татко ти што многу брчи. Не, озбилно, слушни као брчи. Чекай се, стои сега ми црвена. Не сум навикнат бе овака, не знам како возам, што е ова? Со една рука, со две, без со нозе да вртам волан. Правам една многу интересна сорадка што мислам дека на вас ќе ви се допадне. Моментално се движам на кај тренд. Знаете, оној фичен тренд што се прават и журки и рогендени, свашта што се прави. Чекај, ќе си турам прва. Прва ми е било. Да си тргнам кога ќе ми дое времето за тргање. Идам таму и ќе ви се јавам од таму. Кога ќе стигнам, а до тогаш ќе ме гледате као се справувам со овој волан кој што не е серво и ја ќе најачам малце бицепс додека го вртам. Зелено, чекайте. Ајде, тргни бе. Мислам дека прв пат влогам оваа кола и стварно е тешко и проблематично. Ем што немам две раце за возење, ем што е ужасна кола за возење. Валја го намалив радиото доволно да не се слуша музика која што има авторски права, која што не ги поседувам јас. Не знам, еве ке става музика на која што поседувам авторски права, не знам, ова е неправда е да возиш ваква кола, не, ко старци нешто најавуваат песни на концерт се осеќам. Ова сево во светов што се случува е неправда. Сега тоа е името на наредната песна. Ја врска, не знам зашто тресам глупости, сега треба некои други ствари да ви кажам. Идаме кај тренд, се гледаме таму Ој дечко! Седи на ова брат, па не знам ја како се седи, ја не седам, ја никад не седам, ја стојам стално движење како одам од движење сум. Ова е другари Боно. Маме, е диџеј, замисли. Сите станаат диџеј, сите се Боно. Тука у тренд ќе правиме нешто многу јако. Пака како што го гледате сега, не знам како се гледа. Би требало добро да се гледа. Он е диџеј, он ќе пушта музика. Он многу добра музика пушта, ја не пушта музика, ја знам да запеам, знам да изрецитирам и вака со камерче во рука знам нешто да правам. Ти што знаеш брат? Има журка тука ќе правиме дечки, ќе се собереме сите, заедно со Иван. Сакаме да пробаме да направиме некој вид на забава, што ќе биде интересно. Затоа ако сакате некоја песна посебна да биде пошто е диџеј, музички желби, да, коментари. Коментар доле, ние ќе избереме, ама некој немајте многу знае да тука се работи за културни луѓе. Стилот на Gucci Gang може. Не е тоа не културно, тоа си е нормално. Трап култура. Трап култура. Па у сабота ќе бидам тука, тоа што датум се паѓа? Сега ќе види календар. Сега, чекај. Опачки ти. Сабота дечки. 28 јули од тренд гастро бар. Ајде ка биде во 7, што кажеш? Чивага другари, на 28 јули, тоа е сега у сабота, у тренд гастро бар овој што у аеродром што овој. Тука што е кај оваа улица. Тука во овој аеродромскиот тренд, сакаме да се собереме, он да пушта нешто музиче, ја можам нешто да ви испеам. Ако сакате да се сликате со мене, ако сакате да се сликате со него, видео како е фотогеничен. Пример, чекај, ај се сликнеме, чекај. Стварно се сигнав. Значи може ќе има некои рандом гостичи каде што ќе ни запеат некоја песна. Може ќе дојде жена му, не знам. Може ќе биде поканет. Мислам нема некоја журка да биде као дојде ми пари, значи кој сака може да дое без пари улаз. Поидам тука, онака, буквално као, не знам, комитап нешто, така ќе. Може некој од фановите негови да запее песна. И да, може караоке, правиме караоке челендж. Правиме караоке челендж, готово. Па тоа, дојдете сабота на 28 јули, 7 саат тука, мислам 7 попладне. Да, не се пајле. Тоа е, ај си идеме кај дома ја, шо, ај. Доста беше, брат, се гледаме. За тие што не свадивте кај се наоѓа, ако случајно не знаете, имате желба да дојдете, се наоѓа тука ви ова Капитол, ова ви е карши тука бисер, сега ми е мене зелено, чекај да тргам. Ова не го правете дома, правите го само кога сте во кола, пошто не знам како иначе би возеле и би снимале во исто време ако не. Тоа другари, немам што повеќе да кажам, ова најава ми беше битно да ја кажам. Се запознавте со Боријан, диџејот кој што ќе ве забавлja у субота. Не знам ако некој сакаат пример помали деца дојдат, не можат сами, слободно може да дојдат со нивните родители рецимо, ќе има место и за родители да кажеш што ќе сакаат да седнат, да се напијат кафенце, такви работи или пивце или не знам сокче, вода,
трудници. Ќе гледам да земам уште некои од колегиве јутубери со мене, ќе ги прашам сега дали се заинтересирани да ме дружат и да се дружиме заедно и со нив, да го направиме као митапче нешто, пошто гледам дека имам многу барања за да правам пак митапи. Ја моментално не сум можност да мрднам од Скопје, чекај да идам од друга лента, да не им сметам, пошто на некој очигледно им се брза, али еве моментално тренд ми искочи сусрет да ги правам овие митапи, ај митап ќе го речам, што има врска. Овие митапи да ги правам од тренд, така да може и понатаму ќе правиме некад сега можно голем дел од вас да се подмори, пошто такво е лето сега. Тоа е, мислам за тоа е летото, да се одмараш. Ја не знам да се одмарам и заради тоа ова го правам. Следете ме на Instagram и следете го community табот на YouTube. Таму ќе пишувам ствари било што поврзани со ова. Али сега за сега да знаете, сега у сабота со почеток од 19 часот сум во тренд да си журкаме, да ви испеам нешто. Се надам дека нема да ни врне и ќе правиме некои челенџи. Има интересни челенџи заедно со вас. Пошто не верувам сега дека ќе дојдете као огромен број, али тие што ќе дојдете да знаете дека ќе можам да ви посветам внимание и заедно со мене да правиме некои челенџи кои што ја до сега ги имам правено на YouTube или можеби ги немам правено на YouTube, може вие нешто ми предложите, али буквално идеме конкретно за дружба. Тоа ни е најбитно. Кике можам да ја земам сигурно, за други не знам, не ви битно. Тоа е, се гледаме другари во сабота у 7 попладне. Чао, чао. А сега можам да возам као нормален човек, затоа што ова не е окей што го правам. Стварно не знам зашто